Станува збор само за игнорирање на нашите реакции, поднесување на представки кои што заснуваат на сите правни механизми до јавното обвинителство, туку станува збор за игнорирање на оваа континуирана пракса на ширење на говор на омрза која што доаѓа од овие двајца новинари и јавни личности од страна на Оделението за електронски криминал при МВР, кое што до сега исто во неколку наврати за неколку поднесени представки има изреагирано со комплетно игнорирање, односно со неодлучување и нерешавање на случаите. Сметаме дека последниве инциденти на ширење на говор на омрза кои што доаѓа од овие две лица представува само резултат на нивното охрабрување кое што го добиваат во целава досегашна пракса на нереагирање на институциите. Конечно, она што за крај сакаме да го кажеме е дека јавниот обвинител се уште се нема изјаснето по однос на злочините од омрза кои што се случија, вклучувајќи го нападот врз Дамар и сите претходни напади врз ЛГБТ и Центарот за поддршка кои што случуваа во чаршијата и покрај нашите протести кои што беа овде во претходниот месец дена и покрај сите поднесени доказни материјали и како во МВР така и кај јавниот обвинител. Сакаме да го охрабриме јавниот обвинител и да му кажеме дека нема потреба да се плаши, оние кои што го заплашуваат и кои што му ставаат притисок се во брод кој што веќе тоне. Тоа го покажаа вчерашните студентски протести, така да може слободно да се охрабри и да ги преземе сите неопходни мерки за решавање нови случаи. Во спротивност останува да биде соучесник во злоделото од омрза кои што се жртви ЛГБТ луѓето во Македонија.